Добар ден на сите. Благодарам што дојдовте на овој топол ден, за денешната промоција. Со мене е авторот на книгата Душко Трифуновски. Браво, Душко. Денес ќе промовираме една книга, која што е всушност две драми, една приказна раскажана низ две драми. Нема премногу да зборуваме заради топлото време и да ви оставиме повеќе шанса да се дружите со авторот, да ви ги подпише книгите, да му поставите некои прашања. За сега ќе имаме еден краток разговор околу главните мотиви, околу неговото дело и околу пишувањето на овие две драми. Душко, прво нешто што сакам да те прашам е, кој беше поттикот за пишување на овие две драми? Ти веќе имаш напишан еден роман, сега се одлучи да овој жанр. Што можеш да ни кажеш околу тоа? Прво, благодарам на сите што дојдовте. Второ, секогаш одам по број. Идејата за пишување, оние што знаат, особено за Слана, за првата драма ми започна некаде во средношколските денови, затоа што можеби тогаш не секој средношколец знае што сака во животот. Еви овде веќе имаме некои автори кои што можат да го потврдат тоа. Некои на 17 години сака да излегуваат, некои сака да се поминат некакво време со некого. Јас тогаш сакав само да пишувам, иако не знаев зошто ми е пишувањето. Всушност сите книги кои што ги имав прочитано, сакав едноставно да бидат мои, јас да бидам автор на сите тие книги. И некаде во трета година на часовите по македонски јазик, кога ја работевме драмата Диво месот, Горан Стефановски, добив една идеја, нашава, македонштинава, така велам, да ја представам на еден понов, современ начин. Но при тоа да не биде монотоно, веќе видено, веќе прочитано, иако семејството, односно шестчленото семејство на Злате многу наликува на Диво месо. Но всушност тоа не е така. И подоцна како што се нижеа страниците, така добив идеја да направам една надреалност, која што всушност не е толку многу застапена во нашата книжевност, и се надевам дека направив една добра спојка на овие две драми. Како што веќе начна, станува збор за, да речеме, една комбинација. Првиот дел која што е нешто како современа битова драма, реалистична, натуралистичка, доста брутална, а втората е веќе влегува во некој друг модус на пишување. Во однос на за првата драма би те прашал што рече дека Диво месо ти е главна инспирација. Што толку те привлече кон тоа траорно постоење на едно македонско семејство, рушење на еден патриархат, побуна на децата, проблеми со материјалната состојба, со вредностите? Како гледаш ти на овие теми и зошто токму тие те привлекува да ги опишеш и да ги раскажеш во оваа драма? И зошто токму драма, а не роман? Вака, интересно прашање. Зошто драма? Некако мислам дека во тој период кога напишав прва драмата во 2016 година, првиот дел Слана, некако ми беше се веќе видено и прочитано. Многу малку сметам дека имаме драми во македонската книжевност за кои што знаеме. Може би има повеќе, но помалку се застапени кај публиката. И на некој начин, еве, кога веќе спомнав Диво месо, ми се допадна тој распад на семејството. На кој начин може родителот да си го уништи семејството преку неговата тврдоглавост, при тоа мислејќи дека може да го воспита детето на правилен начин, но тоа е само правилен начин во неговата глава. И всушност кога имаме повеќе членови во семејството, значи колку членови, толку различни карактери. И токму тоа сакав да го прикажам прво во Слана, и целиот распад да биде преку секој дете посебно. Колку деца, толку проблеми. Колку проблеми, толку видови борба да се излезе од таа, да речеме, таа безизлезна ситуација. Може би посекав да се видам себе си во таа драма, бидејќи во Слана, бидејќи таткото Злате е всушност лектор, македонист, јас сум, пример, тој, но никогаш тоа не го представив на начин што ќе биде толку очигледен. Значи, никогаш ниту еден од читателите не ме прашале дали си ти тој. Значи, секогаш во книгите јас сакам да се внесам себе си, но при тоа внатре да направам една збрка помеѓу ликовите. Млади ликови, односно децата, наспрема родителите.
Тоа беше тоа всушност што го има идентично во Диво месо. Значи децата, односно таму веќе не се деца, таму се веќе возрастни семејни луѓе кои што размислуваат на еден посебен начин, современ начин во 2000-та година, наспроти патриархалното размислување кои што е од 70-тите, 80-тите години, па дури и порано. И токму тоа јас го прикажав, дека не секоја генерација има исто размислување како родителот, еве во овој случај. Одлично. Значи, тие што ја прочитале за драмата, ќе најавам сега, првиот дел завршува доста несретно. Значи, може да речеме дека има некој трагичен крај во кој што тие негативни квалитети на таткото доведуваат до некоја ужасна ситуација. Во втората драма веќе одиш во нешто друго. Прво сакам да те прашам колку има разлика во години помеѓу едната и другата драма пишувањето, бидејќи се осеќа и стилски, и тематски, и на ниво на поставки. И втора, зошто ја напушти таа тврда реалност, која што доминира внатре во првата драма, да се обидеш да направиш нешто поразлично, по-експериментално да речеме, по-извлечено од реалноста, во некој фантазмагории, во имагинацијата, исто толку трагично, но на некој по-различен начин. Значи, прво, времето, потоа темата. Вака. Романот Слана го напишав во 2015 година. Слана е напишана драмата во 2016 година, односно првиот дел, а вториот дел Јазол, надреалниот, е напишан после 5 години. И направив една паралела. Како што го напишав после 5 години, така дејството се случува после 5 години. И нормално во животот на секој човек за 5 години се случува голема промена, па така мораше да направам една промена во животот на луѓето. Ако првата драма завршува како тешка трагедија, во која што имам напишано дека на семејното дрво му се кршат сите гранки, останува само скапаниот труп. Што би значило тоа? На крај останува само таткото, кој што можеби не по своја вина го има прокоцкано животот и младоста на своите деца, поради парите, поради погрешното воспитување, поради тешкиот карактер да се има авторитет спрема децата и така натаму. И Јазол пак после 5 години почнува, дори тоа некој го забележа, со сосема друга стварност, како да е сосема излезена од сосема друга димензија. Одеднаш се појавуваат ликови од пеколот. Имаме луд заблуда, имаме шизофренија, лудило и сето тоа за да биде поинтересно, за да можам јас на некој начин да ја покажам иронијата, сарказмот, хуморот, да избегам од онаа монотонна реалност во која што живееме сите. Например, никого нема да му се случи некој лик од пред 20-30 години да му се појави во реален живот. Значи тоа може само на приказна која што како што реков, ќе не отргне од оваа суровава реалност која што живееме. Размислував на тој начин. Доволно е стресно, доволно е тмурно ова време во кое што го живееме, па ајде малку да направиме една ненормална реалност. Тоа беше целата замисла за тие две книги што се разликуваат и тематски и временски. Исто така и втората завршува доста трагично на свој начин. Значи, сепак како хумористично трагично. Да, хумористично трагикомично да речеме. Не си можел да побегнеш, а да не ја раскажеш вистината на тоа семејство, бидејќи ако би завршило со среќен крај, не би било консеквентно на првиот дел. Сега понатаму сакам да те прашам, веќе имаш напишан еден роман, и две драми. Во приватен разговор ми кажа дека планираш и трета драма од овој циклус. Прво што ме интересира е каде се движи лично твојата имагинација, на кој медиум следно, дали раскази, дали роман, дали повторна драма. Второ, како би можело овој драмски циклус да продолжи и кои се твоите планови за во иднина, што може всушност читателите да очекуваат од тебе понатаму? Така, третиот дел кој што го работа моментално е, можам да кажам, лудост. Значи, целосна лудост. Дури на некои ситуации се преиспитував дали ова реално да го направам. Значи, немаме ниту 1% реалност во таа драма, се е надреалност. Ако Јазол завршува со фикција, каде што неговата почината сопруга доаѓа од пеколот да го земе на некој хумористичен начин, со Јазолот кој што му го плете како кравата, тогаш ќе одиме
целото дејство ќе се случува во нека друга димензија што спомнав пред малку. Односно обид повторно истите ликови да се обидат да не ја направат грешката што ја направиле додека биле живи и ќе направат се за да се вратат назад, ама дали е тоа всушност возможно да се фати невозможното. И се обидувам на некој начин да го добрам невозможното и нереалното, да видиме дали ќе стане реално. Одиме на кај треддел. Така, одиме на кај треддел да направиме една завршница и со колегава што не е тука, Дамјан, се обидуваме да направиме некој проект, односно да театрализираме целата приказна, да ја ставиме во театар наскоро. И колку тоа ќе ни успее ќе видиме. А важно идејата за третиот дел се работи моментално. За другиот дел од моето прашање, да речеме дека ќе го завршиш и овој трет дел. На каде се гледаш понатаму како веќе млад, но писател со 2 книги зад себе? Како си го гледаш твојот иден пат понатаму? Интересно прашање. Првенствено значи како автор. Како автор. Како да кажам, според тоа дека мешам стилови, таков темпераментен човек сум што не знае да седи на едно место. Следната книга би било нешто детско, потоа одиме повторно на современ роман, па повторно се навраќам на една драма, која што ќе биде сосема различно од Слана, значи ова се себеки идеи кои што јас ги имам нацртано, ама треба да помине време, треба да се добијат повеќе идеи, треба и јас самиот да си направам време, да издвојам време за себе. И сакам да кажам само не поезија, затоа имаме тука колеги кои што работат поезија, да не им се мешам во сите стилови, на сите столчиња. Иако мислам дека и тоа би било добро сработено. Доколку би се зафатил со поезија, но мислам дека повеќе прозата е мој терен, дали драма, дали роман. Имаме колеги кои што пишуваат раскази, повторно тука не би се замешал. Но повторно сакам да експериментирам. Стил во стил да ги мешам. Така што тоа ќе биде многу наскоро. Дури во театарот и добро. Јас ти посакувам среќа за сите твои идни проекти и да реализираш драмата и писателски, да пишуваш понатаму. Ти благодарам многу за убавите исцрпни одговори, да не ја малтретираме публиката понатаму на ова тешко време. Да им се заблагодарам на сите. Тука сме, Душко е тука да ги подпише вашите книги, да го подпрашате нешто, доколку ви интересира за драмите или за неговото пишување. И ви благодарам уште еднаш многу што присуствувавте на оваа промоција и на мене и на Душко што ви направите таква чест. Така. Ево Душко, ако сакаш. Исто јас ви се заблагодарувам на сите, за сите овие денови до сега кои што поддржувавте, не само денови, месеци, години и се надевам дека ќе имам уште многу настани понатаму. Благодарам уште еднаш. Скоро 3 години од последната промоција на твоето дело за 2 дена рече да. Душан, денеска повторно твоја промоција по 3 години, како се чувствуваш? Јас се чувствувам преубаво, благодарам прво што дојдовте, благодарам на сите луѓе тука присутни. 3 години помина искрено вака, дури повеќе од 3 години се и едва и чекавме да се случи нешто убаво конечно, особено изминатава година и половина. И можам да кажам дека за овие 3 години се променија многу работи, како јас како автор и како личност, бидејќи тогаш бев студент, бев на почеток со една книга, сега веќе имам уште една книга, имаме многу реизданија на претходната книга на За 2 дена рече да. И можам да кажам дека и следните 3 години ќе поминат многу брзо, но нема да чекам толку време. За неколку месеци ќе одиме со уште една книга, па потоа со уште една и ќе се гледаме само за убави работи. 2 драмски текстови ни спојуваш во една одлична книга, Слана Јазол. Ајде повеќе за неа нешто да откриеме. Зошто треба да ја прочитаат твоите читатели? Искрено и јас треба да ја прочитам, бидејќи многу пати сум ја читал, но се онака при секое прочитување како што созрева, така созревам и јас. При тоа Слана па и Јазол
обработува една современа приказна, односно за македонштинава што ја живееме ние, но при тоа бидејќи жанрот е трагикомедија, значи во првата драма имаме трагедија, но затоа пак втората драма, односно Јазол, имаме она комедија која што всушност при сите трагични и неубави моменти самите си правиме нешто да ни е интересно, да избегаме од таа реалност и сметам дека секој човек кој што има поминато барем еден дел од животот, ете да речам, го има поминато детството, тогаш треба да има книгава да види всушност како треба да си го воспита детето, а при тоа како треба да се има односот, оној убавиот однос со родителот. Ова не е приручник, ова е драма, но сакав да си поиграм со ликовите да ми се градат преку приказната, односно родителот погрешно да ги воспитува децата, за децата сами да созрат на некој начин, па дури преку таа трагедија, односно да загуби некој од децата. Секако се секоја трагедија се поси. Дучко, надзираме ли нешто автобиографско во твоите дела? Има нешто автобиографско, според тоа дека главниот лик, односно таткото Злате ми е лектор, македонист, јас сум исто професор, македонски лектор и така натаму, но тоа е само единствениот дел кој што е идентичен, односно биографски, но при тоа, знаете, не може се да не биде биографско, бидејќи секи биде монотоно и исто веќе видено. Она што јас го внесов во драмите е всушност фикција, но толку е реално што многумина дури ме запрашале дали јас дел од животот на ликовите го имам преживеано. Бидејќи верувајте, на толку трагедии, на толку убави работи во драмата не е можно човек да преживее на 20 години. Знаете, кога ја напишав Слана имав 17 години, а кога ја напишав Јазол имав 24. Така што таа е голема разлика и мал период за човек да ги доживее тие работи кои што ги има шестчленото семејство на Злати. Ке ти честитам и ке ти посакам уште многу успешни промоции. Благодарам, да се враќа за убаво, па да се видиме наскоро, да не чекаме 3 години. Благодарам тебе, Сонце.